Почитувани граѓани, на 5 дена пред изборите власта го зголемува притисокот врз гласачите. Повеќе од очигледна е паниката од решителноста на народот да не молчи за изгубените 6 години тапкање во место со режимот на Груевски и фамилијата. Власта одлучи да применува директни притисоци врз гласачите, без разлика дали тоа представува грубо кршење на законите во Република Македонија. Таков е примерот со барање на местниот комитет на ВМРО-ДПМН од Богородица, упатено до градоначалникот на општина Гевгелија со цел да им биде одобрено користење на објект кој е во општествена собственост, а истиот представува придружен дел на домот во Богородица. Ваквото барање е надвор од прописите за одржување на избори. Иако добро знаат дека според законот не е дозволена никаква агитација и партиска пропаганда во близина на избирачкото место на расстојание од 100 метра од местото на гласање, а не пак да постои партиски штаб во близина на гласачкото место. Тоа не им е непознато на барателите, местниот комитет на ВМРО-ДПМН во Богородица, кои овие предизборни денови ги поминале во штабски активности во други простории, а сега на 5 дена од гласањето им текнало да се преселат пред гласачкото место. Целта е да се врши притисок врз гласачите, да им се направи вербален контакт, а ако е можно и создавање на конфликтни ситуации. Го предупредуваме градоначалникот да размисли што ќе направи со просториите кои се наоѓаат на 5 метра од гласачкото место. Дека власта е во паника, па постигнува по секакви методи за да допре до народот, покажува и примерот од Серменинска мала, каде ДПМН постави партиски штаб во автоперална, под најлони и картони, на 10 метра оддалечен од штабот на СДСМ. Господа, па вашите членови знаат дека пастирот ги лаже. Ги терате вашите членови да присуствуваат на фрлање лопати на започнати објекти, сечење ленти на недовршени патишта како оној што Ставревски го пушташе на ума. Тоа е само уште еден доказ за паника во врвот на раководството на ДПМН, кој станува свесен за губењето на поддршката од народот, па сака на сила и со заплашување да ги принудува гласачите. Господа од ДПМН, ниту Латас, ниту Сител не можат да го прикријат падот на вашиот диктаторски режим. Почитувани граѓани, гладниот народ, 610.000 сиромашни граѓани во Македонија, 350.000 невработени, излажаните тузунари, натепаните млекари, студентите немаат намера ниту ден повеќе да ја остават мандат на оваа растипничка влада во заминување. Гевгелија е преполна со црвените плакати. Ставревски ни се смее од секоја бандера на градскиот плоштад. Па и вашите активисти велат готов е. Слушнете ги. И мими ме преку глава од вашите лаги и неостварени фалби. Народот е веќе решен да не молчи и да изстави крај на тортурата од ДПМН. Времето на молчење заврши. Времето на страв веќе е зад вас. Времето на безправдата и сиромаштијата престанува на 5 јуни, заедно со мандатот на портокаловиот режим. Слободата доаѓа, победата е тука. Има иднина за Македонија и за нашата Гевгелија. Гласајте за 10-ка за победа на Македонија.